И оваа година се организираат републичките детски ликовни средби. Многу е големо задоволството да се каже дека од кога се бележи, ова се 40 или 41 ликовни детски републички средби. Значи, од кога бележи Домот за деца и млади. А во изминатите години, кога не се бележело, можеме да додадеме уште некои 6-7 години, така да уште малку ќе биде 50 години како се организира оваа манифестација. И затоа, за мене како директор на оваа институција и за вработените, како тим од 3 луѓе, кои што денеска обстојуваат едно 200 учесници, е навистина големо задоволство да се биде организатор, прво. Второ, денеска имаме гости од цела Република. Најосновно се нашите постојани соработници, основните училишта од Струмица, Ново село, Василево и Босилово, а потоа имаме гости од Гевгелија, од Кочани, Демиркапија, Берово, Русиново, Неготино, Пехчево, и мислам дека некој, ако заборавив, имаме уште неколку града кои што редовно учествуваат, како што доаѓа интересот се повеќе расти и никогаш не се изгубил впрочем интересот. На почетокот, во некои минати години, се цртало на асфалт. Меѓутоа, нели, нова технологија, ново време, одлучивме да цртаме на хамер, на штафела и нешто што ќе остани, и потоа овие создадени ликовни дела кои што денес ќе се создадат на лице место, добиваат свое видување и во други градови од Републиката. Еве оваа година изминатата, од ланската 2025-та, прво беа во Пехчево отворење на изложба, а сега во март месец истите дела беа изложени во Берово. Тоа се ликовни творби. Значи, бидејќи секогаш го разграничуваме, ликовните уметници работат ликовни дела, тоа се професионалци, нашите деца се аматери, кои што своето знаење го градат во основното образование, бидејќи се тука присутни со нивните ментори по ликовно образование, тука само кај нас, како институција, не само нова манифестација, и сите останати кои што ги организираме се надградуваат. А денес цртаат, како што носи самиот наслов, цвеќе во 1000 варијанти. Онака како што тие го перципираат, онака како што тие го гледаат, а техниката на работа е сув пастел на хамер. Тоа е една убава техника, бидејќи сувиот пастел, тоа се еден вид на мрсни бои, кои што се нанесуваат и можат лесно да се разнесуваат по хамерот и да се добиваат многу сакани ефекти. Една техника која што дава широк диапазон на работа. Дали од досегашното искуство низ оваа средба поминале некои сега актуелни професионални ликовни уметници? Во моментов е интересно што денес имаме наставничка по ликовно образование, која што во не така одамна беше учесничка на нашите ликовни детски средби, а исто така има и ликовни уметници кои што сега се етаблирани како професионалци, биле во минатите години дел од нашата манифестација. Меѓутоа, не само за ликовниот дел, во Домот за деца и млади, поранешен пионерски дом на град Струмица, има произлезено многу литературни творци, многу, да речам, музички писатели, поети, кои што творат тука на нашите литературни средби, исто така кои што се дел од нашите музички манифестации ликовни, а денес се признати и познати на нашата јавност. Секогаш ваквите манифестации имаат порака. Која е пораката што ја носите ова манифестација? Сите манифестации, сите наши настани имаат порака. Меѓутоа, пораката на Домот за деца и млади како институција е заедничка за сите. Да се дружат прво и основно, да се запознаваат младите помеѓу себе, да работат заедно, да почувствуваат не само убавина кога доаѓаат да се дружат и да работат, и да ја осетат одговорноста која што го носи тоа самото работење, и впрочем да видат што повеќе од нашата татковина и што повеќе од тоа што го нудиме ние како институција и како град.